Речиси 25 години документирање на празникот Водици во Тетово преку фотографии. На тетовскиот новинар и фотограф Зоран Андонов му овозможило да собере над 3000 фотозаписи, па дел од нив ги представи на изложба и понуди една документарна ретроспектива. Во изложбениот простор на Музеот на Тетовски крај може да се видат 162 фотографии, избрани од неколкуте илјади кои ги има направено Андонов на денот на празнување на Богојавление Водици од 2002 до 2026 година. На отварањето на изложбата, Драгине Делчевски од фотоклубот Шкрап посочи дека овој вид на документарна фотографија на колегата Андонов представува реално пренесување на животот на луѓето преку фотоапаратите. Ова е изложба на документарна фотографија. Да не држам предавања сега, документарна фотографија во една реченица значи таа фотографија која што фотографите го снимаат животот, настаните, луѓето и местата без да се вмешуваат и да прават сетап и да режираат, туку го снимаат животот таков каков што е. Зоран Андонов се одлучил за еден верски, па ајде да кажам и народен обичај, празник, а тоа е Водици. На 19 јануари секоја година млади момци се фрлаат по крстот и кој ќе го фати има среќа, потоа се дели света вода, знаете како тоа оди, нели? И што е многу интересно и значајно, јас имам многу читано за фотографијата низ светот и знам дека има фотографи кои што работат долгорочни проекти по неколку години, ама некој да работи 25 години на еден проект, јас не сум слушнал до сега. Значи, според мене, тоа е една голема вредност и голем куриозитет. Зоран од 2001 година до 2026, освен неколку години за кои што од оправдани причини не можел да биде едноставно присутен на оваа светковина, така да кажам, значи, секоја година наоѓал време и задоволство да иде да фотографира и да снима. Самото тоа е многу необично во светски рамки, а не само во наши рамки. Андонов почнал со фотографирање на Водици во 2002 година, откако во претходната година го набавил првиот дигитален апарат. Во 2001 година, знаете вие, тешка година за Тетово, па и за Македонија, го добив мојот прв дигитален апарат. Тоа беше еден Fuji, така, малку поголем од кутија цигари, но беше многу практичен, може секој со мене да го носам и да фотографирам. И тогаш во 2002 година се одлучив, реков да отидам да видам Водици како се прославува. Навистина беше тоа многу чудна атмосфера. Некако луѓето после онаа теговна година, теговна 2001 година, некако масовно се собраја како да бараат некој одушок на душата, да се сплотат, да се види дека и ние постоиме на овој простор. И така почна да се редат година за година. Имам некои години пропуштено, например 2003-та. Мислам дека бев на нека друга задача. 2010-та знам дека закаснив на чествувањето, бидејќи целата таа процесија заврши порано од вообичаеното. 2016 година исто бев на друга задача. Во 2021 година, знаете, бевме под карантин, не можевме да се собираме. И 2025 година, поради здравствени причини, не можев да присуствувам. Тогаш направив на мојата Facebook страна, постирав неколку стари фотографии од Водици и тогаш ми дојде таа идеја, зошто да не направам нешто повеќе. Сите овие години што сум фотографирал да ги представам на едно место. Таа идеја тлееше цела година. Затоа што непокажаните фотографии како да не се воопшто снимени. Да. Зоран Андонов е роден во 1959 година. Досега има реализирано 4 самостојни изложби на фотографија.